Здраво на сите и добро дојавте во моето ново видео. Океј, дечки, денеска што гледате малце поразличен амбиент, не е толку нешто ни светло назад. 24 јули сме денес, петок. Си викам ќе едитирам до вечер видеово, не знам, ама се надевам, ако не е вечер, до утре. Иначе, како што гледате по насловот, се повредив. Не е некоја многу јака повреда, да речеш премногу јака повреда. И сега сигурно сите се прашувате кај се повредив, како се повредив, што се повредив. Затоа го снимам видеово за да ви кажам кај се повредив, што се повредив, како се повредив. Океј, ова се деси се вчера, на вечерта кај 5, 6, 7 сатот, не знам точно, значи ќе ви кажам се од почеток, ќе ви кажам што ми е повредено и така. Бевме собрани појќе деца, значи цела мала тука што ние сите, секој ден се бериме играме кошарка. Секој ден се бериме играме кошарка, значи сите деца во малава сите што се собираме сите. И играме баскет и нормално прво се делиме, значи 3 на 3 игравме, значи 3 големи бевме. Деца, тројца мали бе, ама брат ми и другарите него. Значи почваме да играме сега кошарка, се е окей, си подаваме, знаеш, играме, шутираме, бам, кош до кош. Првата партија, добро, победивме, мислам дека ние големите. Па после сакај уште една партија да изиграме, да се изедначиме, тие да не победеле еднаш и ние еднаш, за да сме биле 1-1 на крај. И почваме да играме сега и почват тие малите да водат. Игравме, шутиравме во кошот и тука многу се собравме наеднаш, трчавме ко будали, ко луди бевме. Скроз трчавме по топката, се туркавме, ова, она, кој прв ќе дај кош, кој прв она. Си играме, значи јас во мене е топката, сега моментално во мене е топката, значи ми ја подаде некој, во мене е топката. Јас ми ја подавам на мојот играч, шутира, тој кош дават. И после наша е топката, јас пак во мене имам топката за да му изведам, за да знаете што. И стои микрофонот. И му подавам на другарче мое, значи му подавам од лева страна, тој што му беше, значи имаше еден од лева страна, од десна страна ми беа моите. И јас од лева страна му подадов на другарчето и ја фате се супер, ми ја врате мене пак, дека немаше како да шутира, имаше деца таму. Јас му ја давам на тој десно, тој беше од Америка другар ми. И му ја давам на тој десно и му викам да шутират. И тој наместо да шутира, мене ми ја враќа, јас не очекував дека ќе ми ја врати топката. И, сугасно, нема врска. Како што кажав, јас не очекував да ми ја дај мене топката, да ми ја врати. Јас мислев ќе шутни, тој ќе се направи јак, значи кој сум јас, не знам што. Ама ете ми ја врати топката и само што ми ја фрле топката, значи ми ја фрле вака нагоре ми ја фрле. И јас вака ја чекав, значи со двете раце. И ја чекав со двете раце и како што ја фатив топката, значи како што ја фатив, средниот прст од десната рака ми се свитка скроз наназад. Знаете како наназад? Скроз. Ми ја фати дури другата кора. Онака, вака, скроз. Наназад, скроз. Не ни можам ја да го свиткам така. Добро, одпрви ништо не беше, мислев дека ќе ми помени, не беше нека многу болка. И добро, му ја подадов, се тргнав малце настрана, почна да ме боли тогаш. Му реков дај да одморам малце да ми помени, ќе продолжиме. Тие играја, седев и никако не ми помени, значи многу полоша ми беше болката, значи на прст. Значи ме болеше, не, вака например, да го држе вака, нема да ме болеше, го мрдне вака да го исправив, многу ме боли, ти сега ме боли. И си замина ја, сите што беа, само јас, брат ми, мајка ми и комшивката остана тука пие кафе тие. И тука јас му велам на мајка ми, ами ме боли прсто, што да направам, дојме ако не до амбуланта, нешто да го снимаме, не знам. Нема гајле ми вели, после ќе видиме татко ти, кој ќе дојде, тато на работа беше. Гледав нешто, мислам дека филм или поимањам шо прев. И добро, тоа го слушам после чичко ми влегва, значи тога сватив дека татко ми дојде не дома. И слегвам долу, значи на 2 спрата не куќата, кој што не знае. Слегвам долу, значи, и ја прашувам мајка ми што ќе правиме со ова и тато ми вели што направиме, јас му викам игравме кошарка, му кажав како што беше нормално ќе лажам. Игравме кошарка, ја фатив топката и ми се свитка прстот скроз наназад и не го сеќа ме боли. И ми рече, одма рече дојме на амбуланта, на болница да
да ми го снимат прстот, да видат што ми е, да не е скршен с краја да е. И ојдовме Битола за пола сат таму бевме. Стигнавме на болница и после влегвам таму во тоа како се викаше ортопед, мислам ортопедија, поима немам. Нема врска, значи влегвам таму во една врата, беше врата таму, обична врата, не онаква клизача што се лизга. И влегвам во таа врата, имаше една сестра или доктор која беше постара беше и еден доктор беше натре. Ме прашви што ти е беше напред и му викам ништо бе, кошарка играв, викам. И тој наместо да ме свати сериозно, тој ми вели баски ти играш бе, вика. Ајде да поиграме еднаш еден на еден, вели, да ќе те решам, ми вели. Се скапавме смеење таму, мајтапи и последно време ми вели има женска, викам имам. Нема врска то, добро. Ми го фаќа, јас му викам сега ме боли прстот кога ќе го испрам, не можам да го испрам на десната рака, ви кажувам ова се левата ми. Не можам да го испрам, значи прстот вака ми седеше, цело време вака ми седеше, буквално вака. И му викам не можам да го испрам прстот, многу ме боли, значи немојте. И вака, дојди ваму ми вели, дојди ваму. И вака ми го фаќат прстот со едната рака, вака ми го исправат скроз. Јас кога се стегна вака, се свиткав цели. Вика, до толку те боли, бе, не си имаш до толку. Викам, боли ти тебе да те боли, му викам, нема да можеш да издржиш. Добро, то нема врска, значи ми го виде прстот, се е окей. И рече, мора да се направи рентген за ова, за да видиме дали е скршен или нешто. И ојдовме со документите што ги дадоа таму, значи во рентген, па не снимаја, па чекавме дури тогаш чекавме пола сат или 45 минути чекавме за да ни го дадат седето, резултатите да ни ги дадат од снимките, за да видиме што е. После пола сат чекање ни ги дадоа и одовме долу кај тој истиот доктор, ортопед, мислам дека, не знам, небитно. Одовме, почекавме малце таму, имаше уште еден човек пред нас и влеговме внатре и овај вели стигнавте бе, му викам да. И го земат ова CD-то, со CD беше снимката и го стават во компјутерот и знаеш, си проверви се како што треба коските. Значи на раката, вака ми беше раката застаната и вака ми беше раката застаната. Така ми рекоа се јас неќе мен имам ништо. Ја гледа ракава и вели нема овдека скршетина, нема ништо, не е ни пукнато вели. Така да немате гајле вели. Ми рече, ами да пијам апчинени како ибупрофен, така мислам. Ми даде апчина и ми даде уште нешто, значи да носам. На прстот ми даде како подлога, како се викаше, не знам. И сега ќе ви го кажам, тоа не ви го кажа во теков на видео ич, ама еве го. Еве што ми даде да носам. Еве. Дека не можам да го исправам прстот и вака треба да го држам исправен. Са вака боли кога ќе го носам вака, да го држам вака. Ама мора, тоа е. Нема шо. И некојаш тешко ми е некој работи ја правам, например, да се облеквам блузава, едва ја кладов, например. Ама нема врска, значи можам и со една рака шо. И со два прсти вака, правам се. Така да, топ. Мислам не е топ, нема врска. Немам толку гајле, значи само сакав да ви кажам што направив, ами... И да, тој докторот скоро збудува беше, нема врска. И дечки, ако ви се топа видео, ставете лайк, како не, дислайк, субскрабете се на мојот канал и се гледаме во наредно видео. До тогаш, поздрав!